Почитувани, дебаклот на протестот организиран од СДС и ССМ докажа кој реално мисли и помага на граѓаните. Така наречениот синдикален протест организиран од ССМ, а технички и логистички од СДС, граѓаните не го поддржаа затоа што на сите им е јасно дека ова е само еден очаен обид за спас на СДС и политичко профилирање на Трендафилов. Протестот во саботата, кој беше организиран од страна на кадрите на СДС, облечени во синдикални маички, доживеа дебакл и ги делегитимира ССМ уште повеќе. Ниту СДС, ниту ССМ, а уште помалку Трендафилов и неговата дружина се интересираат за работничките права. Нив ги интересираат своите цели и интереси кои ги добиваат по заслуга на работниците. Работниците и нивните права се злоупотребени од СДС и ССМ само за истите да дојдат до медиумско влијание. Каде е ССМ, таму е СДС. Каде е СДС, таму е и ССМ. Меѓу овие две организации веќе нема разлика. ВМРО-ДПМН, за разлика од СДС, ќе продолжи и натаму да ги зголемува платите и да го подобрува стандардот на граѓаните. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Господине Петрушевски, денеска лидерот на опозицијата Филипче обвинува дека владата ништо не прави за стандардот на граѓаните. Тој ова го подкрепува како што вели со зголемувањето на цените на горивата. Тој каже дека ќе поднесе во собрание законски измени за намалување на ДДВ од 18 на 5%, помала акциза за 4 денари и 0% ДДВ за прехранбени производи. Кој е вашиот став по овие обвинувања? Благодарам. Владата активно ја следи ситуацијата. Се размислува за намалување на ДДВ од 18 на 10%, се со цел заштита на животниот стандард на граѓаните, но сепак да видиме и да оставиме владата во текот на денот да излезе со став по однос на ова прашање. Од друга страна, колку е кредибилитетот и легитимитетот на Филипче за да обвинува дека владата ништо не прави за граѓаните, видовме и на протестите викендов, кои што доживеа дебакал и не добија поддршка од граѓаните. Доколку ги чекаме решенијата на Венко Филипче, очигледно граѓаните ќе треба да чекаат долго време. Затоа владата следи ситуацијата и во текот на денот ќе излезе со свој став.